Вести на Канал 8, добар ден. Почна да опаѓа дотокот на вода во Брегалница, со што се намалува и нивото на водата во поплавените подрачја во Источна Македонија. Поради загаденост на јавните чешми и бунарите во општина Чешиново Блешево, останува забраната за користење на водата за пиење, па на жителите им се дели флаширана и вода од цистерни. Започна да се нормализира дотокот на вода во реката Брегалница. Според мерењата, предпладнето во браната Калиманци влегуваа 73, а истекуваа 66 метри кубни вода. Тоа е неколкукратно помалку во однос на претходните 2 дена, кога дотокот се искачи и до 290 метри кубни. Опаѓањето на водостојот придонесе полека да се повлекува и водата од поплавените земјоделски површини, како и од населените места во општина Чешиново Блешево, што беа во најкритична состојба. Тоа ќе овозможи да се направи почетно согледување колкави се штетите што ги предизвика надојдената вода. Сепак, главен проблем за жителите од поплавените населени места, особено во општината Чешиново Блешево, останува загадената вода за пиење од пумпите и бунарите, за што беше издадена и официјална забрана за нивно користење. Поради тоа, во обезбедувањето исправна вода за пиење се вклучи локалната самоуправа со бесплатно делење флаширана вода на жителите. Овде сме во населено место Ларци, веќе ја делиме водата што ја имаме. Во секој момент треба да пристигне цистерна од Свети Николе, значи голема благодарност до градоначалникот Свети Николе што не го овозможнува ова. Имаме доста спонзори што даваат вода за пиење. Тука би сакал да изгразиме апел и голема благодарност до нив. Во текот на денешниот ден, значи ќе посетиме сите населени места, веќе бевме на теренот да видиме го течението на река Брегалница кај населено место Теранци, значи намалелен е водотекот. Потоа сме да го видиме и патот што го правиме, значи поврзување од село Видовиште кон село Теранци, веќе има машини испратено од државни патишта и веќе работат на тој терен. И има медицински екипи во сите населени места, значи доктори ќе ги посетуваат сите населени места. Значи тоа се одсечените места Теранци, Кучичино и Борилчево. Повлекувањето на водата овозможи, иако отежнато, повторно да се користи и локалниот пат кон селата Кучичино и Борилчево, што беа одсечени со поплавата. Мостот на Брегалница кон Зрновци останува затворен за сообраќај за сите видови возила. Жителите користат алтернативно поврзување преку Лески и Виница, а за санирање на објектот ќе биде потребна соработка на двете соседни општини и помош од државата. Голем куп песок е поставен пред мостот кон Зрновци како пречка за возачите да поминуваат преку него. Дополнително поставениот сообраќаен знак укажува дека овде има прекин на регионалниот патен правец што ги поврзува општините Кочани и Зрновци. Оштетувањето на носечките столбови што ги предизвика зголемениот доток на вода во Брегалница го направија мостот небезбеден за сообраќај. На повеќе места видливо е дека асфалтот на коловозот е напукнат, а искривувањето на објектот е точно на средината, каде што беше и најголемиот ударен бран на реката. Увид во состојбата доправа ќе треба да направат стручни лица, а според градоначалникот Димитровски ќе се бараат начини за санирање на оштетувањата во што ќе се вклучат двете соседни општини. Мостот има попуштено, тоа е последица на ова голема количина на вода која што дојде и жалосно е што така се случува, меѓутоа сега да поминат овие состојби кои што се понатаму ќе му бараме решение заеднички и општините Кочани и Зрновци и веројатно ќе помогне и владата на Република Македонија. За сега преку мостот на Брегалница Зрновјани и другите жители можат да поминат само пеш. Некои нашле решение на тој начин што ги оставаат возилата на едната страна од реката, а потоа патот го продолжуваат со други превозни средства. Така функционира и превозот на учениците кои настава следат во училиштето во Кочани и другите градови. Во меѓувреме се повлекува и водата од коловозот на влезот од селото Прибачево, каде еден ден претходно имаше проблеми за возилата, затоа што коловозот беше прекопан за да истекува надојдената вода. Воредна седница на Виничкиот совет. Советниците изгласаа населението од поплавените подрачја да добие финансиска помош, а да се обезбеди нафта за ангажираната механизација. Седницата се одржа во салата на мултикултурниот центар. На вонредната седница на Советот на општина Виница се најдоа две точки на дневниот ред: извештајот од направените штети од поплавите
и предлог одлуката за одобрување на финансиски средства за населението од поплавените подрачја на територијата на општина Виница. Локалниот кризен штаб поднесе извештај за настаните, состојбите и преземените мерки. Сублимарното решение е дека во општина Виница нема поголеми оштетувања во делот на материјална и добра на населението, односно на куќите. Поголеми штети се направени со поплавувањето на земјоделски површини. Во текот на наредниот период утре ќе заседава повторно локалниот кризен штаб и ќе донесеме акционен план за санирање на штетите. Исто така да кажам дека на посебна точка Советот одобри средства од 1.400.000 денари и 5.000 литри нафта за санирање на настанатите штети. Состојбите со поплавите се одразија и на водоснабдувањето. Во одредени села водата не ги задоволува потребните стандарди за да се употребува за пиење. Во село Јакимово имаше краток прекин на водоснабдувањето, бидејќи Јакимово се снабдува од градот Виница, меѓутоа беше вклучен бунарот кој што се наоѓа во близина село Јакимово, така да луѓето таму кои што живеат се снабдени со чиста вода за пиење. Во село Истибања немаше некои поголеми оштетувања на водоводниот систем, меѓутоа водата од превентивни причини не е за пиење. И во село Пеклани имаше проблеми со доводниот цевковод, на едно место беше одсечен доводниот цевковод, така да по санирањето на штетите и таму водата има техничка вода, меѓутоа водата не е за пиење. За таа цел продолжи Спасовски солидарност уште од утринските часови испратило цистерна со чиста вода за пиење, најправин во Пеклани, а потоа и во селото Истибања, каде има техничка вода која пак не може да се употребува за пиење, па населението се снабдува со вода од цистерната. Проблем има малото Драка од село Калиманци, кој што се наоѓа прво под браната Калиманци, каде што нема електрична енергија и таму немаат никаква вода, ниту техничка, ниту за пиење. А кога ќе се воспостави електрична струја, која ќе се добие во бунарското построение, тогаш ќе се снабдат со техничка вода, меѓутоа таа вода сега нема да биде за пиење, а ние после Истибања ќе доставиме вода за пиење со нашите цистерни во малото Драка. Останатите населени места од општина Виница немаат проблем. Мал проблем имаше само во село Лаки, кој што местното население го отстранува и таму нема да имаме проблем. Другите населени места сите редовно се снабдени со чиста вода за пиење. Локалниот кризен штаб во Виница беше формиран навремено со најавите за големи врнежи што го зафатија источниот регион. Советниците на вонредната седница дадоа едногласна подршка и на извештајот и на одлуката за одобрување на финансиски средства за населението од поплавените подрачја на територијата на општина Виница. Водата од градскиот водовод во Кучани е исправна за пиење. Уште еднаш потенцираат од Центарот за јавно здравје. Не треба да се користи само онаа од поплавените подрачја, како што се општината Чешиново-Облешево и населените места. Како неисправна вода за пиење се додава и водата во општина Зрновци и село Мородвис, каде што се препорачува да се пие флаширана вода. Од Центарот за јавно здравје Кучани уште еднаш потенцираат дека по направените анализи на водата од градскиот водовод од Кучани, истата е бактериолошки и хемиски исправна за пиење. За сега нема никакви промени во квалитетот на водата. Во сите направени анализи, водата која што ја покрива и со која стопанисува комуналното јавно предпријатие водовод, значи секаде каде што мрежата ја покрива водовод е безбедна за пиење. Значи Кочани, Прибачево, Мојанци, Подлог, Бање, секаде каде што се снабдуваат населението со вода за пиење од градскиот водовод е безбедна за пиење. Ова не е случај со поплавените подрачја во општина Чешиново, Облешево и Зрновци, каде што треба да се користи флаширана вода за пиење и превривана или од цистерни за миење. На подрачјето на општина Чешиново Облешево, како што беше кажано и на кризниот штаб, водата не е со добар квалитет и таму ние предлагаме да не се употребува за пиење. Овде спаѓаат Чифлик, Облешево, Уларци, Жиѓанци, Чешиново, Соколарци. Исто така и на последните анализи и во село Истибања водата не е со добар квалитет и не ја препорачуваме за пиење. Зрновци и Мородвис, нивната вода е со гранични вредности
Па и таму превентивно препорачуваме сега да се преврива водата кога ќе се употребува за пиење или да се користи флаширана вода. По направените анализи на водата од чешмата во Бавчалук, Центарот за јавно здраве констатира дека засега е со доста стабилен и добар квалитет. Но сепак со новите врнежи кои што се најавуваат од утре, Ѓурковиќ вели дека може да дојде до загадување на подземните води. Затоа и тука треба да се внимава и препорачливо е засега да се користи водата од градскиот водовод. Од Кочанскиот Центар за јавно здравје потенцираат дека и водата во општина Виница е безбедна за пиење. Локалната самоуправа на Кочани најавува дека во наредниот период предстои унапредување и проширување на јавниот простор за паркирање. Една од новините е плаќањето за користењето на паркинг просторот да се прави со SMS пораки. Општина Кочани ги сумира резултатите од вообидувањето плаќање на доместок за користење јавен паркинг простор. Веќе се размислува за унапредување на досегашниот начин на работење на службата и проширување на просторот за паркирање. Представници од општината, од комуналното јавно предпријатие Водовод и од паркинг службата на заеднички работен состанок ја анализирале состојбата со користењето на јавниот простор за паркирање со надоместок. Било констатирано дека, иако се уште има известни слабости, организирањето на јавниот паркинг се покажал како добра практика. Според градоначалникот Димитровски, била постигната позитивна промена на свеста на граѓаните, со тоа што дури и оние кои давале најголем отпор при реализирањето на овој проект, по 6 месеци биле задоволни од паркинг услугите и од издавањето повластени карти за користење на паркинг просторот за подолг временски период. На состанокот било дискутирано за можностите за преземање понатамошни действија за подобрување на управувањето со паркирањето. При тоа се разгледувало проширувањето, односно зголемувањето на зоните за паркирање во целост, согласно проектот, како и наплата на паркирањето со SMS услуга, со што ќе се надмине влијанието на човечкиот фактор во наплаќањето. Паралелно со разработувањето на планот за унапредување и подобрување на уреденото користење на јавниот простор за паркирање, во наредниот период ќе се работи на обележување на местата за паркирање со боја и нивно означување со сообраќајни знаци. Исто така ќе се внимава и на ажурноста при наплатувањето од службата и ќе се обезбедува еднаков третман за наплата кон сите корисници на просторот за паркирање. Со еден ден за доцнување во средните училишта стигнаа резултатите од екстерно тестирање на учениците од завршните години. Ке се утврдува дали кај професорите има отстапувања во оценувањето и колку од нив ќе бидат казнети или наградени. Резултатите од екстерното тестирање се стигнати и се истакнати на вратите и огласните табли во средните училишта во Кочани. Учениците можат да си ги видат оценките од екстерно и до четврток може да поднесат приговор од евентуално незадоволство од истите. Денес пристигнаа резултатите од екстерната проверка на знаењето на учениците или популарното екстерно тестирање со еден ден закаснување, иако беа најавени за вчерашниот ден, со извинување од државниот испитен центар поради технички проблеми, значи стигнаа денес околу 11 часот, веднаш беа истакнати на влезната врата на училиштето, така да сите ученици од завршните години може да ги проверат своите резултати и доколку има забелешки, мислат дека добиле помал оцена од тоа што го напишале, може да поднесат приговор до 5.2, значи до четврток, до 16 часот кај комисијата за екстерно тестирање во самото училиште. Резултатите од приговорите ќе бидат веднаш разгледани, во рок од 3 дена ќе биде вратено одговор дали приговорите се основани или неосновани. Резултатите за тоа дали ќе има наградени или казнети професори ќе се знаат во текот на наредните денови, кога ќе се сумираат и ќе се споредат оценките од екстерно со тие во дневникот, а ќе се утврди и отстапувањето на ниво на училиште. Минатата година и во двете средни кочански училишта имаше мали отстапувања во оценките од екстерно. Конкретно во средното општинско училиште Гошови Кентиев имаше 3 казнети и 4 наградени професори. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој со години континуирано се имплементира во нашава земја од страна на Црвениот крст на Република Македонија. Во Виница започна да се реализира новиот циклус од овој проект, во кој учествуваат волонтери од виничките училишта.
Волонтерите на Виничкиот Црвен крст и оваа година тргнаа во нова акција за промоција на хумани вредности. Тоа поконкретно подразбира промоција на хуманите вредности од страна на помладата генерација за учесниците во проектот да можат да им помогнат на социјално загрозени лица од нивното обкружување, објаснуваат од општинската организација од Виница. Групите зацртуваат проекти со кои изнаоѓаат начин за прибирање средства што се наменуваат за помош на оние на кои им е најпотребна. Црвен крст Виница во изминатите 15 години секој пат е на врвот во овој проект и наназад 5 години секој пат имаме освоено меѓу првите 10 места. Имаме успеано да реновираме одредени простории од куќите, да реновираме, помогнеме во препокривањето на одредени куќи на дечињата кои им е потребно да обезбедиме минимални услови од компјутери, школска опрема, прибори. Наназад во циклусот има сигурно над 20 проекти кои се исклучително впечатливи за средината и по кои средината и пошироката јавност не препознава како Црвен крст. Црвен крст Виница по 17 пат го реализира проектот за промоција на хумани вредности. Меѓу подцелите на програмата се создавањето на дисеминацијски модел за работа со младите, промоција на културата на диалог, поврзување на дисеминацијата и хуманитарните акции, регрутирање на нови волонтери во Црвениот крст преку промоција на хуманите вредности, промовирање на културата како систем од вредности и промовирање на активен приод кон животот. Младите на Црвен крст секоја година се побогати за 30 до 40 другарчиња кои преку овој проект влегуваат во работата на Црвениот крст и остануваат хумани. Во праксата се покажува дека остануваат до крајот на својот живот покасно како крводарители да бидат активни и да помагаат на заедницата. Што е за назначување и за пофалба, можеме да кажеме дека Црвен крст на Република Македонија овој проект го извезува веќе во 5 национални друштва на Црвениот крст во Србија, Романија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Италија, односно 5 други национални друштва го копират овој систем на работа и на ист начин се обидуваат промоцијата на хумани вредности преку Црвениот крст да ја шират кај најмладата популација. Работилницата е прва од серијата од 3 работилници во годинешниот циклус, што треба да се одржат додека да се дефинираат приоритетните цели. Во оваа работилница, во оваа облака учествуваат околу 30 младинци од основните и од средното училиште. Мотото на овој проект е да ја смениме нашата дневна рутина. Се зголеми дружбата меѓу нас младите, да се дружиме повеќе, да стекнеме основни знаења за како да изработуваме проекти и да им помогнеме на некој пред се. Минатата година волонтерите од општинската организација на Црвен крст Виница реализираа 6 проекти кои добија висока оцена. Работилница како дел од проектот Биди модерен, селектира и паметно се одржа во основното училиште Малина Попиванова. Целта на програмата е децата да научат правилно да го селектираат отпадот. По реализираните работилници во детската градинка Павлина Велјанова, проектот Биди модерен, селектира и паметно продолжува во основните училишта. Представници од Екопак Хит едукативна работилница одржаа во основното училиште Малина Попиванова. Програмата е предвидена да се одвива во 3 дела, односно презентација, интерактивен дел и дел каде што организираме акции за собирање на пластика или на хартија. Целта на оваа презентација, односно на целата кампања е едуцирање на младите, значи почнувајќи од најголемата група од градинките и учениците од 1 до 4 оделение, односно од паралелките од 1 до 4 оделение за користа која што ја добиваме од правилно селектирање, понатаму и рециклирање на отпадот и добивање на почиста животна околина, односно зачувување на животната средина. Со проектот се опфатени 7 општини од источнопланскиот регион. Тоа се оние општини со кои Екопак Хит има склучено договор за соработка. По завршување во основните училишта во Кучани, програмата продолжува во училиштата во општините Чешиново, Облешево и Зрновци. И за крај информацијата од спортот.
Женскиот фудбалски клуб Кочани најави засилувања од странство во очи на пролетниот дел од првенството. Од клубот вела дека имињата ќе ги соопштат на прес во текот на следните денови. Бранителот на титулата ЖФК Кочани прави проветрување на играчкиот кадар во зимскиот преоден рок. Дали тоа по автоматизам значи засилување на екипата, ќе покажат резултатите. Најавите не можат да звучат помалку од амбициозно ако се знае дека станува збор за трансфери од странство, а правото засилување пристигна од Србија. Женски фудбалски клуб Кочани оваа година, особено во оваа полусезона, исто така ги се засили со доста квалитетни играчи и квалитетот на екипата за разлика од пролетниот дел, односно од есенскиот дел е доста по-засилен и се надеваме дека и оваа година Женски фудбалски клуб Кочани повторно ќе биде шампион на Македонија. Има нови имиња? Па да, за сега има нови засилувања, нови играчи во Женскиот фудбалски клуб Кочани, тоа се Анета Георгиева и Фроска Костова од Женски фудбалски клуб и Нина Ес, и во текот на овие 2 до 3 дена ќе пристигнат новите засилувања кои што се надвор од границите на Република Македонија. Судејќи според амбициозните најави од стручниот штаб пресред на продолжението од сезоната, ЖФК Кочани нема причини да стравува. Оттаму и малиот број заминувања, самоволни или принудни сеедно, во некој случај не би требало да значат ослабнување на екипата. На крајот од месецот ќе сумираме целата ситуација во клубот и мислам дека и покрај тоа што дел од играчите ќе се заминат, со новите засилувања Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе стартува боште позасилен и успесите кои што ќе дојдат во сезоната која што предстои ќе бидат уште на повисоко ниво. Најзвучното име кое се споменува меѓу оние кои се на излезна врата од клубот е капитенот Ана Веселинова, која доби понуда од директниот ривал Драгон 2014. Сепак таа до денес не побарала исписница, информира од ЖФК Кочани. Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.